на Биби! Тајните на планетата Зас. Здраво, другарчиња! Денеска ќе ви ја раскажам сказната што ви ја ветив. Онаа сказна за доживувањата на Биби и Боби на планетата Зас. Јеј! Супер! Дома сме! Нема ништо како дома. Но, каде зезите? Вистина, каде се? Аш сакав да ги запознам жителите на Зас. Чичко Дедо Мраз од Зас? Кои се жителите на Зас? Зазулчиња? Па, и зазулчиња и други суштества. И Дедо Мразовци, и Баба Мразици. Но, сега не гледам никој. Загрижен сум. Каде ли отишле? Уште едно зазулче! Што сака да каже? Ова е нечуено. Како се озмелува тие никаквеце? Кој? Што? Сакам да знам. Кажи ни брзо, Чичко Дедо Мраз од Зас. Кажи ни брзо. Вселенските пирати! Тие никаквици не претркале без да ги забележиме и стигнале овде пред нас. Ау! И што направиле? Го изкористиле моментот кога сите Баба Мразици и Дедо Мразовци збијат после напорната работа за Нова година и заробиле неколку зазулчиња. Заробиле зазулчиња? Што? Како не им е срам на тие пиратишта? Ке видат убаво. Мораме да побрзаме. Да одиме да ги спасиме. Да одиме. Биби, Боби, Дедо Мраз од Зас и двете зазулчиња тивко се прикрадуваа низ зазулската шума. И одеднаш ги стогледаа пиратскиот брод и тројцата страшни пирати. Зошто ги заробиле? И каде ќе ги однесат? Тие нерани мајковци сакаат да ги продадат. Да ги продадат? Зазулчињата се скапоцени меленечиња. Скапоцени? Како скапоцени? Па така! Секој од нив има некоја моќ. Која е моќта на Зази? Моќ? Зази нема никаква моќ. Освен што е палав и смешен. Ако тоа може да се смета за моќ. Па значи уште е малечок. Ќе видите, во еден миг ќе покаже својата моќ. Сите зазулчиња прават нешто. Може да прават дожд, ветер, да се телепортираат од едно на друго место. И така, разни работи. Вау! Ова е планот. Јас ќе го зграпчам капетанот, Биби и Боби, оној црвениот пират, зазулчињата, зелениот. Договорено! Да одиме!
Видовте ли што се случи, другарчиња? Зази го запре времето. Јеј! Да, тој вистински го запре. Иако за кратко, но доволно за да ги спаси сите. Значи, тоа била моќта на Зази. Потоа се случи нешто уште понеочекувано. На вистина не можам да поверувам дека Зази има моќ да го запре времето. Леле, колку е тоа прекрасно. Многу беше смешно тоа што им го направи на пиратите. Да, но Зази е уште малечок. Неговата моќ е сега многу непредвидлива. Еднаш ја има, друг пат ја нема. Дедо Мраз од Заз, да те прашам нешто. Повеле, Боби, слободно. Зошто зазулчињата се толку различни? Не видов две исти. Па тоа е нормално. И сите деца се различни, нели? Да, баш така. Сите деца изгледаат различно и сакаат различни работи. Навистина, не размислив дека е всушност исто. Полека. Баш е мила. Боби, ова мала зазулка сака да ви се придружи, да дојде малку на земјата во позата на Зази, па ако може да престојува кај тебе. Што мислите? Јепирипи! Може, веднаш дека дојде. И јас сакам да имам моја зазулче. Всушност, зазулка. Леле, Зази конечно ќе има другарка како него. Па тој нема да биде повеќе осамен. Дали јас можам да ја дадам име на мојата зазулка? Се разбира. Како сакаш да се викам? Сакаш ли ти да се викаш Зина? Зина и Зази. Јеј! Јепирипи! Колку беше интересно. Биби и Боби останаа уште неколку дена на планетата Заз. А потоа Дедо Мраз од Заз го подготви својот вселенски брод за да ги врати на планетата Земја. Знаеа дека ќе им недостига оваа прекрасна, таинствена планета на која живееа сите оние различни зазулчиња во секакви бои и секој со своја посебна моќ. Планетата на која се беше толку шарено, толку весело и толку нјам вкусно. Планетата од каде што доаѓаа сите подароци за децата од целата вселена. Но, веќе беше време да си одат дома. Да, дома, каде што ги чекаа старите пријатели. Се разбира и нови сказни и авантури. Довидување, другарчиња. Се гледаме повторно во нова сказна. Чао!
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Л. Здраво, другарчиња! Здраво и родители! Денеска ќе учиме буквата Л. Најпрвен да ги погледнеме големата и малата буква Л. Тие се пишуваат слично како буквата Л, но им додаваме и едно меше. И на ист начин се пишува и малата буква Л. Биби, има мал подарок за тебе. Види? Леле, Боби, колку љубезно од тебе. Многу ти благодарам. Хе-хе! А сега, откако ги напишавме големата и малата буква Л, ќе играме и нашата игра. На буква. Значи, погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имења на буквата Л. На оваа буква има малку зборови, но ќе се потрудиме да ги споменеме сите. Еве, например, можеме да почнеме од имињата. Што велиш ти, Боби? Може? Да, например, Љубен, Љубомир, Љубица и Љупка. Боби, јас сум малку љубоморна на тебе. Ти ги кажа речиси сите имиња на Л. Да, но еве размислувам и не ми текнува ништо друго на Л, освен зборот љубов. Леле, па тоа е најубавиот збор, Боби. Јас мислам дека на оваа буква не и треба ништо повеќе, нели? Кога сите би давале само љубов, светот би бил многу поубав и посреќен. Што мислиш? Сосема се согласувам, Биби. Да се сакаме повеќе, да не се караме, да не се удираме, да не се расправаме и да го направиме светот поубаво место. Така е. А сега сакам да ти кажам уште неколку работи на Л. Например, Ајде, Биби, ајде, побрго. Љубопитен сум да дознаам уште некој збор на Л. може да се каже љубовни папагалчиња. Тоа се интересни, малечки, многу сладки птици кои потекнуваат од Африка. Тие се нарекуваат љубовни птици или љубовни папагалчиња, затоа што откако ќе одберат партнер, си остануваат со него до крајот на животот. Многу интересно. Но јас знам и за една друга птица. Например, билбил. Може би не ја има буквата Л на почетокот, но ја има два пати во зборот. Хе-хе-хео! Еј, знам, сум слушнала дека билбил е исто што и Славеј. Но што е следно, Биби? Епа, сега е следно се разбира да играме препознаја буквата. Јеперепе! Ајде да видиме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Л на средината од зборот, а каде воопшто ја нема. Епа, ајде ти, Боби, ти погодувај. Па не знам. Чекај. Мислам. Сакаш да ти помогнам? Епа вака. Буквата Л ја има само во зборот вилјушка. Сега е лесно. Ја нема во гулаб, детелина и што беше ова? Штафелај. Тоа се ногалки на кои сликарот го... Го става платното за сликање, за полесно да може да слика. Јеперепи! Браво! Го знаев, само не ми текнуваше. А туку, Биби, ми текна уште неколку зборови што ја содржат буквата Л. Белја и белјаджија. Боби, па ти си прав белјаджија. А ние, другарчиња, дојдовме до крајот на ова видео. Гледајте не повторно во следното видео, Биби и Боби ги учат најмалите. А во него ќе ја учиме буквата М. Што е тоа? Мислам, Биби, како ќе те победам следниот пат кога ќе погодуваме зборови на буквата М. Маестрално, магично, мегалистично. Мегалистично? Нема таков збор. Има кога ќе го измисли мајсторот за зборови Боби. Јеперипи. Хе-хео. Довидување, другарчиња. Светот на Биби. Моите омилени места. Галични,
другарчиња! Добре дојдовте во приказните за моите омилени места во Македонија. Во секоја епизода ќе посетуваме по едно место и ќе дознаваме различни нешта за него. Подготвени? Поаѓаме! Јеј! Денешното патување не носи во Галичник, село во Мијачкиот регион во западниот дел на Македонија. Галичник е сместен на падините на планината Бистра под карпестите сртови на врвот Говедарник. Се смета дека името го добил според реката Галик, која тече близу Солун. Но исто така постои друга легенда која вели дека името го добил според дивите кокошки галици. Селото Галичник веројатно е настанато уште кон крајот на 10-тиот или почетокот на 11-тиот век и е едно од најстарите села во Мијачкиот регион. Галичник е познат по специфичната архитектура и прекрасната природа на Бистра. Но тој исто така познат и по еден многу забавен и необичен настан. Традиционалната галичка свадба. Да. Свадбата се случува во лето, на празникот Петровден и трае дури 2 дена. Ако сакате да дознаете како изгледале свадбите во минатото и какви биле свадбарските обичаи, задолжително појдете во Галичник. Видете, па тоа се невестата и младоженецот. Ете ги и сватовите. Тие на свадбата традиционално го играат познатото македонско оро, тешкото, кој го играли и печалбарите во минатото. Да. Другарчиња, доколку одите во Галичник, никако не заборавајте да пробате овчо сирење и кисело млеко со качамак или со пита. Ням. А во прекрасните шуми околу Галичник, во лето можете да најдете вкусни шумски плодови. Маленки, капинки, шумски јаготки. Другарчиња, тоа беше се за Галичник. А ние се гледаме во следната епизода од Моите омилени места. И уште нешто. Не заборавајте, посетете ги омилените места во Македонија. И потоа, пратете ми ги вашите приказни и цртежи за нив и така ќе ми помогнете заедно да ја напишеме на љубавата приказна за Македонија. Јеј! Довидување, другарчиња!